600 sene evvel bizim büyüklerimiz daha Anadolu'dan Makedonya'ya yürüyerek geldiler. O günden bugüne buranın dağlarına yerleştik, dilimiz vadiye kadar yeter. 3000 euro 20 tane altın veririz geline. Bu tarafı, büyük tarafı, damat tarafı. Ondan sonra bileziğini alır, yüzüğünü alır, setlisini alır. Tamam. Bunlar Nevosta gelin, Türkçü gelin. Güle gene benim gibi güle ayrılık kız. Rabbimin yolunda sevdalıyım ben. Rabbimin yolunda sevdalıyım ben. Onun yolunda, onun aşkıyla Велат по утрото денот се познава, а денеска сонцето ни се насмевна, како секој пат сонцето на придружува во било какво време, во било какво годишно време. Талкачи повторно тука со нов дух и со нова енергија. Овој пат одиме во светот на бајките, одиме во светот на боите, одиме кај јуруците во пазувите на Плочковица во село Коџалија. Во југоисточна Македонија се наоѓаат поголем дел од јуруците, кои што се посебна етничка група која што живее токму во Македонија, но и во Балканот. Се смета дека се пристигнати во Република Македонија од Мала Азија, од оној дел Анадолија во Турција. Денеска е сабота, емисијата ни тргнува токму од центарот на ова село, се упатуваме на пазар во Радовиш. Ајде да се вратиме малце во традицијата. Назад во времето. Гидио Рус пазара. Тоа значи дека одиме на пазар. Јас сум во комбето со дел од јуруците. Денеска е сабота, пазарен ден. Се упатуваме кон пазарот во Радовиш. И денеска треба да набавите вие продукти за цела недела. Што најчесто купувате? Кој ме треба нешто, јабуки ќе купи, некој што чушки ќе купи, френги ќе купи. Кој што ме треба ќе се зеја купи. Така. Во зима, кога има многу снег, како е се спуштате? Абе со булдозеро се, не за децата на школа. Да. На пато се отворено. Не сме никога со булдозеро се чистото. Има булдозеро. Се е чисто. У селото има железно направено. Никогаш нема да биде од затворена пат. Так. Мора да биде како сега. Чисто. Чисто. Сега во минатото може ли да ми кажете како беше? Како одевте на пазар кога немаше превозни средства? Тоа ќе питаш пешки и со мулиња и со магаре. Со магаре. Сега со што се занимавате во село, во Коџалија? Бога ме тука. Не знам дали нема да се луте колегите повеќе тутун.
ладно ти е? Ладно е? Ha? Gelmiyor, gel o kalsın. Јас ништо не ја разбирам тетка Фатиме што ми зборувам, но мислам дека добрите луѓе ќе се разберат на било каков јазик. Pensiye geldim. Aldık. Günaydın teyze. Haydi pazar gidelim. Јуруците зборуваат еден јазик кој што е многу интересен, дури ни самите турци не можат да го разберат. Кога доаѓаат јуручките жени, најчесто на пазар мора да дојдат со некој што разбира македонски за да се разберат со продавачите. Они некои жени разбират толку 20 динара, 15 динара. Тие знаат. Оно основното за колку да може да се снајдат. Да, тие обичните нешто купуваат. Јуруците велат дека се населени на секаде на Балканот, меѓутоа во помал број. Најмногу се сконцентрирани во источна Македонија, односно точно тука Радовишко-Штипските села. Доказ за тоа е точно и пазарот во Радовиш, каде што можат да се најдат материјали за јуручка носија. Колку е цената на овој материјал? 120 динара. 120 динара? Да, метрото. Сите жени јуручки купуваат од кај вас? Да, купуваат. Само вие продавате вако материјал на пазарот или Моментално и ние продаваме тука се. Од каде го набавувате овој материјал? Од Турција. Турција? Директно? Самите потоа го шијат материјалот? Они шијат дома. Има шивачи, има. Пазар денот за јуруците е многу значен. Тие разменуваат многу искуства, но истовремено и запознаваат многу луѓе. Многу се атрактивни, многу туристи кои што се наоѓаат во Радовиш, кои што со кате успеавме да ги забележиме, ги сликаат, а истовремено тие не бегаат од камерите, што беше Некој си стереотип да речеме, Токму дека така. биле страмежливи или се плашеле од камери. Сепак тие веќе се навикнати да се сликаат, дури можам да кажам дека сакаат да се сликаат. За жал денеска велат дека не се враќаат во селото за да направат вкусен ручек, туку ќе останале во градот да ручат, но сепак нас не чекаат уште многу изненадување горе во Коџалија. Ајде да се вратиме да одиме во селото. Убавина се простира на 600-700 метри надморска височина. Овие села се наоѓаат на само 10 минути оддалеченост од Радовиш или на околу 10 километри. Прво село на кое што ќе не идете е Аликоч, а веднаш по него е Коџалија, селото во кое што се наоѓаме ние. Аликоч. Али е всушност име, а коч значи овен. Дали е тоа поврзано со овчарството, односно со сточарството, тука во овој предел не знаеме точно, но Коџалија всушност значи голем али. Тој бил кмет или мухтар, како што го нарекуваат на селото, потоа е и крстено. Но тука, ако влезете во ова село, каде што живеат околу, да речеме, 300 до 500 жители, можете да видите многу интересни бои, односно куќите се во разновидни дречливи бои, упадливи во очи, и тоа навистина дава еден убав поглед. И ете така, познато е тоа, мојот колега Иле сака да го проба овој мотор да го вози. Токму така дека младите мажи во селото и сите оние кои што можат да користат превозно средство го избираат токму моторот. Ние се упатуваме сега до сред село каде што треба да не чека даскалот во селото, а тоа е господинот Шабар.
Шабан е човекот кој што прв заврши средно училиште во Коџалие и во Аликоч во Колијата, но истовремено тој заврши и факултет. По твојот пример почна и останатите во селото да се запишуваат и во средно училиште и на факултет. Ти си професор по географија. Каде предаваш? Во гимназија Костов Сушинов и во Кристе Петиков основното училиште. И секоја година неколку фамилија бегаат од тука, мигрираат. Тоа е најмногу одат во Турција. Знаат ли во Турција со оглед на тоа дека тука живеат еден традиционален начин на живот, да се снајдат кога ќе отидат таму? Па одат, одат така, тука викаат потежок, таму ќе биде полесно и одат и бегаат. Тука нема работа, викаат, туто не се плака и така. Оние кои што не сакаат? Вода нема тука, се работам. Затоа јас ќе ти помогнам сега. Јас морам машкиве да ги прекинам. Секако тоа е машка работа, нели? Но сега тетка Емине, односно мајката на Шабан, не чека да не угости. Всушност да видиме колку се гостопримливи јуруците. Да видиме всушност како живеат. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Значи тоа, добро дојдовте, добро ве најдовте. Како сте? Добро. Таман. Тамам. Така. Ајде сега може да влеземе, да ни покажете како изгледа вашиот имот, како изгледа едно селско стопанство на јуруците. Главна окупација на јуруците тука во село Коџалија, односно во источниот дел на Македонија, е всушност берењето, одгледувањето на тутун и сточарството. Ова е сушницата за тутун, многу е силен мирисот. Мирисот, да. Ова да пушиш и да не пушиш исто е. Луѓето викаат, ако некој се забава со тутунот, како му пуши цигара, исто. Исто му бил сетата. Ево ова, да гледате, ова зеленото уште не е сушено, уште тазе. Прва класа има, втора класа, трета А, трета Б класа. Најмногу се купува од грчкиот пазар. Грчкиот пазар. Тоа е низок на фамилија, тамо што да прави, тоа мора. Нема друга работа, не работат во никоја фирма или некоја фабрика. Само ова, школа нема учено завршено. Со ова се занимават, со тутунот само. Да, мора со тоа. Tütüne mi gidersin? Aman aman. Ако Иле можеше да помага да сечи дрва, јас можем да помогнам во постелувањето на вистинската јуручка софра. Пред да биде готова софрата, јас веќе го завземам местото, ќе седам овде и ова ќе биде за мене прв пат вака искуство. Да јадам
Наземји традиционално јуручки. Ќе имаме можност, еве прв пат во животот, на вистинска турска софра да ручаме јасиле. Ова миленце во чаршавчево се става во скут, нели, да не се прават трушки на земја. Да видиме нашите нозе колку ќе ни издржат вака седејќи. Силен од коза, малку е домашна потврда и од да беше од овца или од говеда, ќе беше помаслено. Ова ајвер од црвена пипе се направи за зима. Маџин од слива и тиква има натре. Ние викаме мажин. Мажин, маџун. И ова јајца од кокошка. Толку. Јогурт од коза. Ама да не гледаме шишето. Ова не, унатре е битно што има. Најубаво е за време на јадење да не зборуваме, така да пријатно јадење. Allah bereketinizi artırsın. Müslüman kardeşlerimizin de bereketini artırsın. Hepimizin yerimizimiz, yemeklerimiz helal olsun. Çok şükür, elhamdülillah. Yalnız Çok güzel. Çok güzel. eline sağlık. Teşekkür. Teşekkür. Сали е со мене, она учи гимназија во Радовиш. Сепак вели дека не оди вака облечена на школо, но кога е тука во селото, традицијата убаво е да се задржи. Која е разликата меѓу младите, помладите, немажени, мажени жени? Која е таа жена која што смеат да ја погледнат, а која не смеат? Не смеат да погледнат оние жени кои имаат шишки направено. Тие се жени. Да, тие се жените, мажени. А девојките немаат шишки. Од тоа ќе познаваме. Сега ти мене ќе ме направиш прво млада девојка, а после ќе се оженеш. Само да избереме некој Јурко. Добро. Е така, ајде да видиме тука што облек имаме. Салие, ти се впуштам во твоите раце, може да почне трансформацијата. Трансформацијата на Кате само што не завршила, сега треба да излезе и помага Салие. Еве ја Кате како јуручка жена како изгледа. Многу убаво изгледаш, Кате, морам да ти кажам. И ти стои вака, што е најважно. Салие ќе ти помогне да направиш една работа за мене, бидејќи веќе си дел од јуруците и јуручка жена, треба да направиш дел од јуручката работа. Тргните и двете по мене да ви кажам, ќе ве носам на едно посебно место. Имено талкачи, она што е важно кај јуруците е тоа што нивните имиња имаат значење. Како например нашата гостинка Салие е родена во вторник. Она за кој што се одлучив јас да ја дадам како име на Кате заедно со Шабан и со Цеко
е Јилдис, а тоа значи звезда, бидејќи Ката е звезда во оваа серија, незиното име ќе биде Јилдис. Тетка Емина е веќе подготвена на местото каде што ги носам Јилдис и Салија, и двете ќе и помогнат во нешто што е секојдневие за секоја јуручка жена, а тоа е перење алишта. Свеж воздух, сонце, кај го имало. Кате повеќе сапун користи. Повеќе три повеќе. Ајде, Јилдис, работи. Работи, Јилдис. Чисти сакам да ми се панталоните. Живот. Нема ништо побаво од ова. Салија, дали помагаат младите јурички по дома? Да, помагаат. Готвиш јадење? Да, готвам. Имаш ли време за другарите, за другарките? Да, имам секако. Ми ветија дека ќе ме прошетаат низ селото малце. Меѓутоа, пред да одиме да прошетаме, Салија ќе ми помогне да направиме патец на мојата коса, бидејќи по тоа ќе се познаве дека сум немажена. А кога се вратиме? Се вратиме, кога ќе се мажам, ќе ми направи кркми, како така ги нарекуваш. Кркма? Кркма. Или шишка? Шишка или кркма исто. Еве, секој може да зумира веќе младите ергени јуручки, мафтаат на младите јуручки што се овде до мене. Кате, мислам дека ти си печена мома. Со среќа нека ти. Младите јуручки точно после пладне, некаде околу 2 часота, секој ден се упатуваат да наполнат вода. Токму на чешмата, на сред село, се случуваат првите љубови, се случуваат првите погледи. Колоритот бој на нивните носи, љубовта е она која што ги соединува. Велат тие, љубовта е она за која што живеат во ова традиционално општество, скриено од погледите на модерниот свет. La signorina obbonua como a la luna e della sua faccia che eclaira el boulevard como è la luna e della sua faccia che eclaira el boulevard volevo Мераба, оваа чешма се вика Таир чешма. Од оваа чешма тече водата од која што целото село Коџалија полни вода. Оваа чешма истовремено е изворот на љубовта на сите млади јуруци кои што се наоѓаат во ова село. Токму пред неа доаѓаат и тука се случуваат сите оние први љубови и сите оние први погледи. Мираба, оваа чешма, првите тајни средби меѓу заљубените парови ме потсеќаат на оние старите вредности кои што ние во модерниот свет сме ги изгубиле. А зошто? Ќе сватите и вие самите.
Традицијата кај јуруците налага дента пред свадбата на невестата да и се ишишаат шишките или кркмите и со тоа веќе ниту еден ерген нема да може да ја погледне оваа невеста. Како што страмежливо излегувам од зад ова дрво, така можам да го опишам карактерот и на јуручките девојки, кои што се срамат после секоја средба со нивните завлюбени. Колку што е старо пак ова дрво, толку е стара и оваа традиција. Љубовта кон боите или боите на љубовта. Вистинските вредности на љубовта можете токму тука да ги најдете, во ова мало место наречено Коџалија. Помеѓу црното и белото, помеѓу старото и новото. Јуруците се оние кои што и даваат уникатно значење на нашата мултиетничка Македонија. Јуруците се оние кои што им пркосат на сите оние стеги кои што го гушат модерниот човек. از شبنمش خاک آدم گل شد از Какой же сладкий, Тоа е кое што... Чекай малцка, петалот ми збуги. Дај да се видам, ја немам. Ајде, работи! Никој